Колешке Ласовска, јас доаѓам од Кичево и во Кичево сигурно на албанците овој закон ништо не им значи, затоа што ги имаат сите права, имаат и свој градоначалник, ги имаат сите права што им се потребни, но едно право го нема во минатото, кога не беа вработувани во државните органи, кога не беа вработувани во фабриките во Кичево. И можам да кажам дека во периодот 93-98 година во Кичево се затворија сите поголеми фабрики и околу 5000 луѓе останаа без работа. И затоа луѓето почнаа да се иселуваат од Кичево и колега, од тој крај. Благоје. Предлог закон од 2003 е назад 14-15 години. Не 93-та, кажав, И 24 години. 26 години назад. Нема, Сега законот, репликата е за законот, ако кажам. сакате да зборите. Ако не кажете, не сакате да зборите за законот. Сакам да кажам тогаш уште кажете за една законот. работа. Сега во технолошко-индустријската развојна зона во Кичево, од 2014 година во Key Safety System, американска компанија, работат 1100 директно вработени и 200 индиректно вработени. Така да, тоа е начинот што треба да го следиме за да им помогнеме на сите граѓани на Република Македонија. И за потребата од учење на албански јазик, многу е поважно да се изгради автопат кон Република Албанија, да се изгради пругата до Лин, Република Албанија, за да почнат луѓето да одат повеќе на летување во Република Албанија и ќе можат така, ќе имаат потреба да го научат јазикот без казни, без ништо, од потреба. Значи, секогаш потребата е тоа што ги води луѓето. Но, да кажам и за, пред неколку дена спомнав и за каде се невладините организации да протестираат за загадувањето на воздухот и за чудо, еве, излегоа. Чудо! Протести против собствената влада и не се невладини, тие се владини. Сега се владини организации. Но едно не знаат, дека историјата се повторува само како фарса. Не може повеќе народ да собереш. Знаат, седиш во парламент, си позиција и протестираш против собствената влада. Фарса е сето тоа што го прават сега, затоа што во минатото кога протестираа против минатата влада, луѓето мислеа, вистина се овие невладини организации. Сега се виде дека се владини. И за сењето магла, уште една работа да кажам, ако е сеење магла 170.000 луѓе да вработиш, тога сме сееле магла.